Дневно се случуваат по најмалку 3 несреќи на работа. Од почетокот на годинава, 4 загинати има регистрирано само во општините од Истокот, а 8 се тешко повредени. Последна несреќа на работа е регистрирана денеска во Виница, кога во кругот на фабрика за производство на керамиди, при кипање на глина со влекач со полуприколка со тешки телесни повреди, се здобил работник од Берово. Ова се последни податоци од евиденцијата на Македонското здружение за заштита при работа, кои алармираат на се поголем број несреќи со сериозни последици. Дел од овдешните жители, кои некогаш и сами доживеале несреќа на работа, тврдат дека заштитата и грижата за работниците е на многу ниско ниво. Падам од еден камион на гавови. Ни најште не ќе да ме однесат ка си возен парк и коли имаш и се. Појдех си од дома, пошто близо живеа, појдех на амбулантата и бех 15 дена на болување. Ништо, поминами, среќаш не скаших кичмата. Болување платија там колку е по закон и ништо друго. Ова беше причина невладиниот сектор да започне со мониторинг на јавните државните институции и приватниот сектор во Делчево, Македонска Каменица, Виница, Берово и Пехчево во делот на заштитата при работа. Ова истражување сакаме дефинитивно да дојдеме до изворни податоци и да утврдиме врз база на факти одредени состојби, одредени трендови. За безбедноста и здравје при работа често и најчесто се зборува само кога ќе има инцидент. Она што ние сакаме да го направиме е да ги утврдиме состојбите и потоа, значи, во некоја следна фаза со проекти да се направи промена во позитивна насока. За разлика од кај нас, законите во европските држави се исклучително ригорозни кога во прашање е заштитата на здравјето на работникот. А во странство е друга приказна. Таму мора да се заштитен. Се плаќа осигурање унапред. Тоа е облигаторно да се плаќа се. Имаш контрола од државата. Ако не си платил, ќе скапо ќе платиш. Инаку, според македонското законодавство, секој работник во случај на повреда на работа има право на надоместна штета. Истата ја исплаќа или осигурителната компанија доколку се осигурени или работодавачот. При тоа надоместот на штета следува поради целосно или делумно губење на работната способност и во тој случај се остварува право на инвалидска пензија за работниците кои што се социјално осигурани.